Добро вечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Се уште трае празничната еуфорија кај повеќето од македонските граѓани. Но кај 36 мина македонци, заедно со 36 македонски семејства, новогодишната ноќ не беше за славење. Токму затоа вечерва во студиото ќе говориме повторно на тема патриотизам зад решетки. Група граѓани заедно со семејствата на дел од притворените, кои што се наоѓаат во затворот во Шуто од Оризари, притворени за тероризам, новогодишната ноќ одлучија да ја поминат токму пред капиите на затворот во Шутка. Во знак на солидарност со оние кои што се таму притворени повеќе од еден месец, а на кои што токму пред Нова година, воочи Нова година, притворот им беше повторно продолжен. Добро вечер, велам, вечерва во студиото за господинот Сотир Костов, кој што е дел од иницијативата на интелектуалци, група граѓани, заедно со Македонскиот манифест, кои што се обидувате со правни факти да им помогнете на овие луѓе да се чуе гласот за нивното притварање, односно, како што вие велите, патриотизам зад решетки. Добро вечер, велам и за господинот Игор Божиновски, кој што е сопруг на Елена, една од притворените кои што се наоѓаат во затворот во Шуто Оризари и се чини една од, ќе ме извини што ќе речам, најтрогателните приказни, иако сите семејства си имаат своји приказни, но Елена како вработена во Македонското собрание на денот на тој ковен ден била во блажена состојба, потоа го губи бебето. Дома има две мали пресладки дечиња, кои што се една годинка и како беше? И 2 години. 2 годинки. И кои што се сега сами повеќе од еден месец, бидејќи нивната мајка е во притвор. И добро вечер велам за господин Константин Миновски, доктор Константин Миновски, кој што исто така дел од иницијативата која што ги поддржува граѓаните кои што бараат правда за овие 36 лица. Добро вечер. Да започнеме, ајде, Сотир, одлучивте новата година да ја пречекате пред капијата на затворот во Шуто Оризари. Можам да забележам дека беше бројно присуството на луѓето кои што беа таму. Зошто? Знаеме зошто, најде да кажете вие. Добро вечер. Добро вечер на сите вработени во телевизија Нова, на сите гледачи и на сите граѓани на Република Македонија. Среќна нова година, многу среќа, радост, љубов и берекет и многу подобра година. И мир и спокој. Мир и спокој отколку претходните би рекол. Па види, Анита, да бидам искрен, се работи малку за грижа на совест. Малку ми преработи совеста. Со тие луѓе заеднички 77 дена одевме, марширавме, мимоход правевме по улиците, по плоштадите, пред владата, пред собранието на Република Македонија, пред канцеларијата на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. И сега отеднаш не видов дека тие нешто поинаку направија или нешто повеќе од мене како манифестација, а тие во затвор, во притвора, јас на слобода. Не е глумење ова, не е лицемерие, така не ми беше баш најдобро и со неколку истомисленици се поразговаравме и одлучивме да не славиме оваа година, да не правиме организиран дочек на оваа година, туку да поидеме таму. Ги консултиравме дел од семејството, оние што ги познаваме, се согласија. Инаку да бидам искрен, идејата потекнува некаде од почетокот на декември од Македонски манифест, кој напиша едно остро протестно писмо до сите амбасади во Република Македонија, отворено писмо до председателот на државата и побара безусловно и без одлагање ослободување на сите претворени од причини што тоа е политички прогон, од причини што со нив нечовечки се постапува, тие немаат направено кривично дело, што им се става на товар и тоа треба без одлагање да го направи оваа власт, па дали е судска, политичка, извршна, законодавна, и не е битно. И ете так. Завртивме неколку телефона, неколку СМС, пораки и оние кои беа истомисленици. Не беше во прашање број, да обезбедиме голем број на луѓе или не знам во квантитет, а нам ни е битна идејата. Успеавме во идејата, проговоривме, кажавме дека ова што се прави во 21. век не личи на демократско општество. Го истакнавме нашиот глас на протест против кршење на човековите права, против одземање на слободата неосновано. Рековме дека тоа не е правда, дека тоа не е правдина за тие луѓе и не само за тие, и многу други се прогонуваат. И замислете,
Знаете како ни вратија, не снимаа со камера и кога прашавме зошто не снимате, ни рекоа вие сте сомнителни. Па добро, ако сме сомнителни сега, тогаш реков денеска уште на едно друго место за еден друг медиум, реков па нека не земат и нас. Подобро ќе се осеќаме таму да сме со нив, солидарни, верувајте ми, отколку да знаеме дека за правди належат луѓето. Ете, тоа е идејата, верувај ми, ќе ја образложам во текот на вечерва, ќе имаме, се надевам, доволно време. Многу е благородна, многу е хумана, исклучиво граѓанска активност и иницијатива е. Верувајте ни, не стои зад нас ниту една политичка партија, ниту еден политички субјект. Да бидам искрени, немаме ни спонзори, немаме ни донатори сега за сега. У нас скромни некои средства за да ни се чуе, да направиме визибилна идејата, се организиравме со некој сокче или сендвиче, од джеб даваме, не се каеме, ќе продолжиме и натаму, сакаме да останеме независни, сакаме стравот од луѓето да го тргниме. Јас би рекол, да, бидејќи се е политизирано денеска, ова состојува на стеснат та свест и на заробен ум, ја би рекол, што ја наметнува новата влада со политички прогони, би рекол гонење на вештерки. Сакаме да ги оттргнеме од умот и свеста на луѓето и полека луѓето да протестираат со нас заедно. Ја за почеток ќе кажам, ако ми дозволите, ја би прогласил херои на новогодишната ноќ, покрај сите што беа таму, луѓето од Гостивар, само иницијативно, само слушнаа за идејата, седнаа во коли, 10-15 луѓе дојдоа, заедно со нас се обративме до нашите пријатели во притворот, се обративме до власта, се обративме до судските и обвинителските власти и си заминаа. Јас нив би ги нарекол херои на новогодишната ноќ. Значи се откажаа од веселба, се откажаа од организиран пречек на новата година. Дојдоа да упатат еден апел. Полека договараме со веќе неколку градови во Републиката и после божикните празници почнуваме со таа акција во сите градови, а да бидам искрен, сакам да не се реализира. Сакам пред Божик, еве на Игор сопругата да му се врати и на останатите сите да се вратат дома во топлите домови, ама па судската процедура нека си тера, законите да си функционираат и да се докажува кој е виновен ке се одговара. Таму криминал нема. Криминалот е на друго место. Никој не е против во оваа држава, колку за нешто има докази, кој е виновен, нека си одговара. Меѓутоа, судскиот процес нека си тера. Не секое дело е дело за притвор. Притворот кај нас со години назад се чини дека е казна пред казната, да не речеме, па така и овој пат. Игор, пред 2 дена, 3 дена само пред новогодишната ноќ, една мала, да не речам, во целата оваа ситуација, можеби точка на светлина гледавте во разгледувањето на барањата, повторните барања за притвор, можеби малку надеж кај вас дека ете ќе ги укинат, ќе се врати Елена дома за новогодишната ноќ, но сето тоа 3 дена пред нова година падна во вода, притворите се продолжени на нови 30 дена. Тоа за жал не се случи. Меѓутоа сега прво на почеток да го коригирам Сотир малку. Негде 4-5 коли имаше од Куманово. Да. Само иницијативно, само иницијативно луѓе во дента на дочекот на нова година ме бара, ме информира дека се организира, дека слушнале по медиуми, социјални мрежи дека има таква една организација. Јас секој оно што ми се јави лично го замолив да си биде дома или каде што ќе реши самиот со семејството, дека јас со семејството мое, семејството на Елена ќе одиме таму, меѓутоа викам луѓе вие си имате семејства, меѓутоа не можев да ги разубедам и у оваа прилика исто да искажам една благодарност до сите тие што нели се откажаа од прославата на нова година и дојдоа да дадат поддршка на Елена и на сите останати што се наоѓаат у притворот у Шутка и благодарност еве до што спомна Сотир до оваа ваква една идеја да малку од малку луѓето што се внатре слушнале или се надеваме дека слушнале, дека не се заборавени и таа нели новогодишна ноќ имало некој до нив, иако се оделени нели со решетките и со ѕидовите во Шутка. Спомена у четвртокот се продолжи мерката
мерката притвор за сите луѓе што се внатре. И у тој дел не би навлегувал многу во соработка и во координација со адвокативе. У тој дел на постапката би оставил да се ја тера ова правната фела луѓето што се грижат за правниот дел, што се ангажирани. Ја повеќе би се осврнал за ликот на Елена, да ја представам, затоа што нели во микрооколините луѓето се знаеме сите еден со друг, меѓутоа по другите градови немаат представа за луѓево какви се, што се и како што одеа деновите на првично одредената мерка притвор. Решив и медиумски во една таква состојба чисто луѓево да се запознаат со Елена Доцевска-Божиновска. Која е таа жена што се терети со едно небулозно, едно парадоксално обвинение, терористичко загрозување на уставен поредок. Мислам дека така беше нотирано во барањето на основното јавно обвинителство. Значи, Елена е една, сите што ја познаваат, ова е нивна констатација и со комуникацијава што ја имаме нели интензивно овие денови од луѓе, знајни, незнајни што се јавуваат, што пишуваат. Една нормална, обична девојка, ќерка, сестра, сопруга и на крај, нели, она, тоа го споменав некаде, она секогаш знае да каже носител на најголемата титула мајка на двете деца дома, на Софија, која има 2 години и Наум 1 година. Споменатијанета тој Кобен 27 април, на почетокот, знаеш, се мислевме дали да се објавува, дали да не се објавува, меѓутоа луѓево треба да знаат дека на тој 27 Елена беше облажена состојба ради претрпениот стрес и она што се случи тој ден во Собранието Република Македонија. Бебето, за жал, не дочека да биде родено. Елена е дипломиран правник, она од 2007 година е со редовен работен однос во Собранието на Република Македонија, каде и што се има најдено на тој 27 април и настаните што следува тоа попладне, нели. Терорист ли е Елена, Игор? Морам да те прашам вака, затоа што... Ќе се насмејам у ова тешко време и овие тешки моменти на нашето семејство, верувам подеднакво ги споделуваат емоциите и сите останати 36. Значи, како вика народот, да не е тажно, би било смешно ваквото нешто. Да се товари мајка на 2 малолетни деца за терористичко загрозување, не знам, парадокс, нестварен податок што се уште не можам да го помислам, а не да размислувам на таа тема. Она зошто и јас сметам дека може би беше во право што излезе да се чуе нели која е Елена, затоа што навистина народот не знае. Бројка 36 луѓе не е тоа бројка, тоа се 36 судбини, 36 животи. Јавноста заслужува да знае кој се е зад оние решетки во затворот во Шутка и зашто, нели, нормално. Во оваа ситуација се работи за мајка на 2 сега малолетни деца. Слободно ќе те прашам, Сотир, ти беше и обвинител. Порано си човек од правната фела. Јас предпоставувам како човек, како хуманист. Кажи ми ти дали правото е толку бескрупулозно да толку се коси со на човечкото, да кога една мајка, не знам како да кажам, сега еве јас дури сум конфузна затоа што како жена настапувам. Сега се казнети во притвор се и дечињата на Елена, извините, молам, Игор, што ќе ги споменувам, затоа што и тие се подказнени, тие се оставени без мајка дома, 1 година и 2 години. Во кој случај правото е толку бескрупулозно да го нема во предвид, еве, овој ваков факт? Па еве, во овој случај, Анита, и не случајно вечеров една од причините за кои го поканевме господинот Константин да дојде со нас, како социолог од социолошка гледна точка да ни каже што е ова, што му се случува на ова општество, нова власт. Видите, ја кога го чув сега ова, бидејќи јас сите не ги познавам, ја вака прашувам, како може таа мајка бремена
да организира и да спроведува тероризам. Па вам памети е, бе, Анита. И да знае дека може Како биде може бутната, терорист повредена, да е а вработен времена? во собрание на Република Македонија? Па нонсенс е, викаме ние правниците. Па тој е вработен во собрание кој си ги обавувал должностите, но се нашол во погрешно време на погрешно место, ама си ги обавувал работите. И сега некој ќе ми каже дека Не се бремена... нашла, морала да биде таму. Па Мене, добро, ако ме прашаш, добро, она реков си работното ги место е било обава. И таму. сега Да. една бремена жена ќе прави терористички акции и работи. Па ајде ви се молам. Значи, ова е зверски начин на обавување на кривичното право и на јавно-обвинителската функција. Нека простат Не, ајде колегите. настрана обвинението. Нека Доколку простат. обвинителството смета дека господјата Елена нешто направила, нека си ја гони, нели, правно, меѓутоа јас зборувам сега за мерката притвор. Абсурдна е целата ситуација за овие луѓе, воопшто без оглед дали се, не знам, некој оперски пеvač, некој актер, некој Секој со своја приказна, токму така, политичар, секој некој свој пратеник, живот. секој си има своја приказна, како што велите, апстано тие да се апсат, да се притворат, фактички тие се однапред осудени за нешто што нели апсурдно, што не може да го дефинирате како случај. Всушност тука се суди идејата. Не се судат личностите, него се суди идејата дека некој од тие се 30 луѓе, надвор имаше и десетици илјадници, колку што памтам 75 дена со десетици илјади луѓе излегуваа секој по план, не без ниеден инцидент. Меѓутоа, она што ги обиденуваше, тоа беше идејата дека се нарушува уставниот поредок на Македонија. Со спроведување, нели, на тиранска платформа, да не ги повторам сега сите случувања за кои сите знаеме. И кога сакаме да гледаме на овој процес, не можеме да гледаме само како акт на влезот во собрание. Затоа што тука има една заднина, да речеме, од изборите, кога изборните кампањи, нели, тие шовинистички испади на делот. Се тестираше револтот кај така, граѓаните, толку може може да издржат. Па се имавме она настап на, ја заборев како се викаш, албанската пратеничка. Дода. Така. Таа е една провокација исто, тоа е провокација во сериозни држави, тоа се смета на ниво на објавување на војна. Видете дури. И на крај нема сега во моментов да зборам за тие меѓународни констелации, меѓутоа на крај беше изборот кога да се направи тој чин на прогласување, нели, во собранието да се конституира, кој што сега од ова перспектива гледаме дека не е така, дека не знаеле што ќе се случува, излегува дека има разни сценарија кои што се надвор сега од оваа група луѓе кои што протестира во моментот заради токму кршење на уставот и уставниот поредок на државата со тоа. Се апсурдно, кој го крши уставот, кој го брани. И нормално тука несомнено е поддршката што всушност ја немаше оваа група на луѓе од меѓународната заедница, ќе кажеме, тоа е нели амбасадата на САД и на Европската унија. Впрочем, тие и го доведоа председателот на собранието во неговата канцеларија, нели, амбасадорот на Европската унија. Што значи ние може да си играме демократија, може да имаме избор или да немаме, да протестираме, да не протестираме, ама очигледно дека ние си имаме некој, како да ги кажеме, не влада во сенка, ама некој... Некоја рака над сите нас, велиш? Па, некои управувачи, гувернери, некои, како да ги кажеме, тоа... Да. Губернатори. Колку е непоправлива штитата на овие луѓе? Па видете, прво, лично, јас сум социолог, нормално, дека тоа се трауми, не можам да зборувам психолошките аспекти. Тоа се трауми што ќе ги носат... Не зборувам во општеството, затоа и јас ве што ќе си ги носат прашувам. тие личности цел живот. Етикетата останува. Кај нас етикетата ви доаѓа однапред. Значи, не е само со нив случајот, ние го има во историјата, ќе се навратиме на ова наша независна држава и подолго време. Обично побрзува осудата пред да бидете обвинети, па и
тоа го прифаќаат медиумите и веднаш прогласуваат, како тоа уште само да ви одредат колку казна ако не ви ја не одредиле. А каде е презумцијата на невиност? Не е проблема кој е одредена казната. Казната дека е одредена, тогаш на казната имаш право и да се жалиш, доколку македонските судови ништо. Зборуваме надвор од тие процеси, затоа што институциите се бавни. Знаете, сега тие затоа и велам, тони ова ќе реагираат трае и ќе после трае. толку време, очигледно подготувајќи терен за настани што ќе се случуваат сега, врзани за решавање на спорот со името, подпишувањето на договорот со Бугарија и така натаму што ни следува. Никој жив не би излегол сега на затоа што протест. сега треба да се опоменат луѓето дека не може да протестираат за ова, не е упатно, значи дури тестирањето на нели се пуштена идеја дури за името да не се оди на референдум, него во собрание да се решава. Дали ќе успеат, со тоа не верувам, затоа што и последната анкета на Брима убаво кажува еден факт што постојано се крие во нашата држава, не дека не се знае, тоа се знае, меѓутоа не се експонира. А тоа е дека најголемиот дел на граѓаните на Република Македонија не сака да си го променат уставното име, дури и по цена да не влеземе во Европската унија или НАТО. И тоа е една многу јасна определба што веројатно не им одговара на нашите политички структури, ниту пак на меѓународната заедница. Затоа што они сакат, веројатно начека од 94-тот, првата политичка влада, наваму, дека овдека многу лесно може да се како пластелин, знаете, ќе си ги обликуваат политиките како нив им одговара. И всушност сега не сме да има нели отпор за тоа. Како ќе решат, така треба да биде. Не можеме. Тоа е кршењето. Поентата е нели ние да си го смениме самите идентитетот, затоа што никој друг не може. Видите, тоа е ниедна повелба, ниедно меѓународно право, дури Обединетите нации, тоа е црно петно за нив е случајот со Македонија. Без оглед и на нашето, да речеме, неискуство, еве така ќе го речеме, на нашите политичари, затоа што тие сметат дека правилно постапиле, нели, околу цел тој процес на осамостојување и на зачленување во тие меѓународни организации, што со тоа се добива. Меѓутоа, тие отидоа против оние повелби кои што фактички треба да ги застапуваат. Правата на граѓаните на Македонија се нарушени затоа што знаете дека според повелбите на обиден, ние самите можеме да си... Ама да не ги спомнуваме, нема конвенција, нема ниеден аргумент некаков правен на кој што може да се повикуваат за да ни го споруваат името и идентитетот. Видете, не е тука работа не станува збор за прашање за име на држава. Затоа што всушност е прашањето на името на нацијата, идентитетот. И самите знаете дека се погласни се грците дека всушност станува збор за идентитетот. Дека не сме да има македонски народ, не сме да има македонски јазик. Тоа се не само за грците, знаете, и тоа и со новите пријатели според договорот од Илинден, нели, со Бугарија. Иако, нели, имавме проблеми со Албанија, каде што там македонците не фигурираа во пописните документи, значи не постоите, дури тие се тие што ги кршат правата, ние сме тие. Значи грците не го признаваат малцинството, бугарите не го признаваат малцинството. Грците имаат оние на традиционална политика од, да не речем, од создавањето на грчката држава, па до денес континуирана политика на насилна асимилација, денационализација и разни форми добива во текот на таа историја околу токму македонското население, кој тие славомакедонци, па славени, па како све не ги нарекували, иако и во нивни документи поупатените историчари ќе ви кажат и стојат како македонци, се знае дека кој биле тие. Ќе направиме пауза, ќе одиме на краток блок реклами, а потоа сакам да се вратиме и да говориме за тоа доколку се работи за пресуда, имаш каде да се жалиш. Тоа е веќе дефинитивно. А доколку
се работи за кршење на правата во тек на постапка, имаме ли кај да се жалиме, размислуваме сутре на оваа тема, сакам за ова да зборувам исто и Игор, па се враќаме назад во студиото веднаш. Освен неговиот наслов, да овие луѓе мораат да завршат за да решат. Кога ќе биде изречен, знаете што треба да се работи? Треба основите за кој изречен полека да се симнуваат една по друга од дневен ред, а тоа е да се обезбедат докази, ако треба да се обезбедуваат, да се осигура да не може да влијаат на доказите, на сведоците и да не го повторат делото, они веќе се во притвор, значи да нема бегство. Ама тоа не треба да трае со месеци, особено во ваков случај. Ја не сакам да бидам лош пророк. Ова се луѓе кои немаат поима од криминал, немаат криминални досија, луѓе домакини, никогаш не прекршили ниту еден закон. Случај, само да се докажам, досега ги немаат доказите, проблеме, нема ни да ги имаат. Сведок ли ќе биде? Овие луѓе ќе видиш ќе завршат по болници. Тие за нив ова е шок во вакви услови да бидат во притвор. Значи, треба што поскоро да бидат ослободени. Што поскоро да бидат ослободени. Не сакам да бидам пророк да погодам работава, ама мораме прво да покажеме дека сме хумано општество. Не може сега јас се извинувам на Игор. Мајка која пред некој месец и се случило тоа што и се случува, ти да држиш во такви нехумани услови во затвор. Не можеш врвен оперски пејач. Што правиме ако тој на плуките нешто му биде, не дај Боже. А тој е светски познат глас, оперски пејач. И така натаму сите да не ги споменувам. Значи, каде е тука хуманоста? Нашата граѓанска акција, граѓански активизам го нарековме, е токму ради тоа. Значи, да се покажеме како хумано општество, се сгреши што се сгреши, но да се прекине грешката, да не продолжува, ќе биде катастрофални последици. Тоа е оно што така да го кажам. Значи, дали има крај, дали може да се излучат заклучоци за ова веќе никогаш, или, ако е ова пракса, да знаеме дека е ова пракса. Ако не е ова пракса, никогаш да не се повтори. Затоа што, каде ќе бега, Игор, мајка на едногодишно дете? Може ли да избега, Елена, не знам сега, јас вака, нели... Што сакам да те прашам? Сакам да те прашам, со адвокатите веројатно комуницирате. Да. Ви кажуваат сега, веројатно се што можевте на судот му приложивте. И? Не сакам да споменам еден податок. Елена, која покрај овие претходни работи што ги споменав, е голем верник. Значи, она не сакаше божичниот пост да го прекине и во шутка. Значи, третиот, четвртиот ден, кога прв пат имавме комуникација преку адвокатите, нели? Кога излезе адвокатот, првото нешто што ми го кажа, вика, кажи му на Игор да не се лути, ама ја постот и овде не го прекинувам. И првиот пат кога се видовме, ми кажа, се сеќаваш ли, јас имав една семејна трагедија 2004 година, и ми кажа, се сеќаваш ли тогаш, како ти кажав, најтешките битки Господ им ги дава на најсилните борци. Изгледа дојде мојата борба. Така да, за постапкава што ме праша Анета, значи покрај овие податоци што ги истакнам, нели, точките за кои се одредува трите точки притворот за да се обезбедат луѓето како мерка за безбедност. На судот оставивме преку адвокативе, нели, еден куп материјални докази за состојбата во која се наоѓа Елена, меѓутоа и состојбата во која се наоѓа и семејството. Значи, не сакам вака медиумски да ја објаснувам состојбата на децава, што се случува во нашиот дом. Секој родител може да предпостави кога се работи за мали дечиња. Еве да оставиме самите да си предпостават како е. Само еден податок изнесов. Уште кај нас не е дојдена Нова година и не е дојден Дедо Мраз, затоа што со доаѓање на Дедо Мраз треба да се врати мама. Така да кај нас уште сме у предновогодишно расположение. И не само тоа, незината мајка и тоа беше нашата намера од пред неколку години да живееме у заедничко семејство, домаќинство, како да го кажам, е во напредна фаза на Паркинсонова болест, која страшно многу се
полоши после притварањето од домашен у куќен притвор. Мајката на Елена. Мајката на Елена, збореме за мајката на Елена. Нејзиниот татко, за да и се промени мерката на безбедност притвор, целокупниот свој имот го достави преку писмена нотарска гаранција со приложена документација од областен проценител. Еве земете се и земете се, само пуштите дома да биде со деца. Значи, сите можни параметри што се однесуваат на овој незин случај конкретен, а колку што имам сознание и како што комуницираме со дел од семејства на што се засегнати со овој случај, истото тоа го имаат приложено, истото тоа го имаат дадено на судските органи. Се во интерес, луѓево да излезат од таму. Нека тера судскиот процес. Нека се тера судскиот процес со презумцијата на невиност, како што ја спомена Сотир, нека се тера судскиот процес, меѓутоа луѓево да излезат од тие услови. Слушнавте по медиумите, пред некој време кога беа дел од новинарските екипи ме праша дали е вистина за условите во шутка, како што се викам, неблагодарно јас од оваа позиција да кажувам какви се, што се, можете да ги проверите тие услови, дали е точно тоа што се појави по медиумите. Сите знаат какви се условите во Шутово Ризари, сите знаат дека она што е најзагрижувачко во целата оваа ситуација, слободно ќе кажам, можеби треба некој ваков случај, да кај нас во Македонија 20 години наназад немаме притворски оделенија кои што ги категоризираат притворените според делата. Кај нас се на еден куп. Педофили, убици, силувачи и така натака, на куп се луѓе што се можеби во притвор за сообраќајна несреќа или на издржување казна затвор заради сообраќајни прекршоци и така натака, или не знам, клевете и така натака. Одам сега до сите ги набројуваш. Тоа е неизграденост на институциите. Знаете, го спомна Сотир Габриел Олмонд, има уште еден Хуан Линц кој што со уште неколку автори се ги анализираат демократите во транзиција. Една од забелешките, да не ја навлекувам дискусијата сега во друга насока, е токму дека се прават промени без прво да се изградат силни институции. Тоа е што нас не се случува. Слово на хартија, нас не ни се изградени силни институциите, не се добро засврснати, а процесот на транзиција се одвива. Тоа се случува кај нас од првата политичка влада 94-та година наваму. Првата беше експертска, каква таква, и од тогаш навака нити имаме реални еднаш избори, попис на население. Од 2011-та нема и 94-та е на проценка, 91-та требаше, па 94-та се напрема, 94-та дел пак не е вклучен во територијата, тие се базираат на проценка. Па 2001 ни се случи, не можевме се случи зашто немаме изградени институции. И од тогаш се заменуваат институциите со разни договори. Јас сум од првите, уште тогаш реагирав дека Охридскиот рамковен договор е погубен за демократијата во една држава. Затоа што, впрочем, вие не дозволуваат институциите на системот да си работат. Сушност. А пржино? Ама тие се почетоците навака, затоа може да се случи пржино после. Ама чекај, ние можеме сега ќе го решиме кои се главните поглавици, 4 партии ќе ги седнат. Вие сега ќе решите. Никој не им дал право да решават за си. Тие можеби се представници на најбројни политички партии. Можеби да се и да водат институции. Меѓутоа, никој на избори не им давал право да одлучува за такви прашања во моје име. Ниту да дадено име за да ги направат институции, да действуваат преку институции, а не да си прават спогодби еден со друг, како нешто сега ќе се случува во држава, па после нивните одлуки ќе треба да ги верификува собранието, да ги верификува. Тоа е смешно, апсурдно е дури. Тоа е токму театар на абсурд. Законодавниот дом е сведен на гласичка машина на извршната власт. Во кој се пеат химни на странски држави. Тоа го
е врвот, сега кога спомнувате се ликот на терористите, се замислете ликовите терористи што ги имаме во институциите од 2001 кои што нели не се ни осудија, дури не сакаше ни Брисел воопшто да се занимава со тие прашања. Ни ги вратија како случаи, пак нели она моделирање си ги прифатија, си изгласа, никому нушти, па истите ни се случуваат работи. Ке ни се случуваат се додека не профункционираат институциите. Не е проблемот дали во случајов неговата сопруга, дали е, не знам, Сотир или Игор, оперски пеач, него тој согласно на тоа дело треба да има право дека да заложи имот или ред нешта што ги препознава институцијата обвинител, а не дали некој е обвинител. Кај нас не се безлични институции. Таа треба да биде безлична, да не се води до интересот на некој. Па никој не одговара. Па видете ние од 94-та ни се случи атентат на еден председател. Дали сме слушнале нешто за тоа? Не. Апсолутно, абсурд. Еден друг председател ни загина во сообраќајка, во авионска несреќа. Ете, пак по силом нештата Сотир е дел од таа истрага. Ама пак работите не се завршуваат до крај. На еден министер му исчезна 20 и кусур кила кокаин од министерскиот сеф, луѓе. Никому ништо. Да. Не знам, имавме во ендек ги наоѓавме самоубиени од управите со, не знам, во грб се самоубиле, имавме апсурдни ситуации. Од тие што го, не знам, мистериозно се самоубија, од тие што го спасува Кирил Глигоров. Тоа се сериозни работи, кај што се укажува дека институциите не функционираат, дека има некоја сила зад нив која што управува со нив. И навистина е, треба да се прекине, не е важно дали е лидер на една или на друга или на трета политичка партија. Додека така функционира, тие лидери ќе се чувствуваат над моќта, а и сите што се околу нив. И сите што всушност повеќе се борат за партиите отколку што се борат институции да функционираат. Затоа имаме пробивање на документи, исчезнување, празнење на архиви, што све не, тоа во немаме одговорност на фелата, на ни една фела. Значи не може да се менуваат доктори по партиска линија, не може да се менуваат суди по партиска линија. Тоа е апсурдното. Докторот треба да се одговара за својата лекарска ние го имаме сега случај, претходно имавме па бизнисмени заглавува, па имавме од фелата професори за рецензии заглавува, исто ги шиканираа по медиуми, не знам, па ден денес некој се повлекува учебница на Фейсбук, некој напишал нешто нечинало, па ајде, без да се провери, воопшто без да контактираат со надлежните институции, да речеме, истрага да се спроведе, воопшто да се направи, да каже, да се види што е тоа што треба да се смени. И се доека така се функционира преку фактички лично, преку приватни линии, значи се заобиколуваат институциите, ние ќе се соочуваме со вакви случаи. И понатаму, јас за жал не сум оптимист како вас дека знаете, тоа е како една куќа која не сте ставиле на здрав темел, а сега ние ќе расправаме дали покривот да бил од лим, дали шиндра канадска или не знам керамиди црвени или бели, а гледате куќата ви се накривила, паѓа и со некоја стапче вака се подпира. Тоа се апсурдите, затоа што и ден денес ми се чини, барем тоа е мој впечаток, дека не се има желба институциите да функционираат независно. Судството за мене воопшто не е изградено како независна институција која што би била контрола на председателот. Ги нема ингеренциите, ја нема силата, нешто два пати, еднаш може да го врати законот ако не е согласно, не знам, уставот како што тој ќе оцени, вториот пат не може да го врати, собранието ќе го донесе. Ние не знам каде има друго собрание во светот кој што само одлучува дека ќе се распушти, никој друг. Значи тоа се дефекти кои што само се вртат во круг околу надлежноста, а ефектот е тоа што ние се повеќе и повеќе ги губиме и угледот на државата како во оние меѓународен поредок, затоа се соочуваме со а друго е, значи внатре, значи друго е што внатре сега може да се случи некој вака да се живува врз одредени
луѓе затоа што не му се допаѓаат идеолошки, не знам, од XX причини, сега да не набројуваме. Тоа не враќа како некое време, не знам, после 45-та, така, за или против. Па, околу 48-49. Па и натаму, и тогаш имало околу колективизација, па после околу Сталин и Тито и така натаму. Игор, ти е грижали воопшто за колку ова, еве, да речеме сите да речат од светот, срамота на државата што еве го злоупотребила притворот, меѓутоа твојата сопруга е се уште таму, онака. Ама знаете што е срамот, се извинам што ви упаѓам. Што тој процес може да заврши во Страсбург како што завршуваат. И каде што срамотно тоа пак излезе. И тој срам ќе се врати што тие ќе бидеме казнети како држава. Државата. Па државата. А повторно поединецот кој што го направил, ја направил грешката не одговара, значи е оставен утре да ја повтори. Тоа затоа ја велам, не се доизградени институциите за да одговорноста ја има тие што ги носат одлуките. Што ми вреди мене ако државата утре биде покажана со прст, ако правдината не е и утре може повторно ми се случи тоа Така е, управо си, апсолутно, меѓутоа ја сум оптимист малку како Сотир, дека разумот ќе надвладе, дека човечноста ќе победи овој случај и дека на овој случај ќе се изгради Македонија како правна држава и ќе почне да функционира како правна држава. Значи, оптимист сум дека ќе се земат сите сегменти и дека Македонија ќе почне полека да се гради како правна држава. Тоа што спомена дали ќе имам некоја сатисфакција, апсолутно у овој момент не размислувам на тоа, меѓутоа имам една друга сатисфакција у овие тешки мигови за семејството. Тоа е што се уште постојат добри луѓе. Добри луѓе, добронамерници. Има една страна на Facebook за која побараат дозвола од мене роднини, пријатели и луѓе некои што воопшто не ги познавам, да искреираат една таква страница и за секој пост, за секоја коментар, споделување, да контактираат и да бараат дозвола од мене. И тоа се расшири вака медиумски, беше пренесено, мислам дека и преку вашиот медиум. Страницата е Правда за Елена. Слобода за Елена. И пред ден-два ми информира дека и ми ги покажува пораките кои стигнуваат од не оние што ги објавуваме, нели, имаше од Австралија, од Америка, од не знам од европските држави се луѓе што се стикаат и даваат поддршка, меѓутоа имаше пораки пратени на странава од луѓе. Например, еден пример ми остана вака усеќавање од Шведска. Некој човек им пишува дека има мрежа на невладини организации кои се бават со ваква проблематика, не знам, мрежа по социјалните медиуми над, не знам, 90-100.000 луѓе и побара согласност од нас да приказнава, да говори за приказнава, нели, да ја пренесе таму. И тоа е веќе расширено по сите организации во Шведска, само иницијативно. Мислам дека од Сабајле некој нашинец од Грција исто напишал дека таму нешто се организираат и прават петиција која ќе се поднесе до Европскиот парламент. И уште неколку редица такви примери, ви викам, луѓе од сите страни на светот и нашинци, меѓутоа и луѓе кои се бават со правна вафела или со ваквите случаеви, се заинтересирани за ова и собираат информации кои потоа ги споделуваат кај нив, дали медиумски или потоа низ другите институции. И пак викам, се уште во Македонија живеат добри луѓе, добронамерници и мислам дека правдата многу брзо ќе си дојде по своето. Кога сме веќе кај помошта и одстрана и вие како граѓанско движење, иницијатива како да ја наречам, испраќавте писма и реагиравте и до амбасадори и до ова, до каде сте со тоа? Продолжуваме и да бидам искрен, има реакции.
Прва реакција е интервјуто на амбасадорот Имане, кој веќе се зачудува што се случува во Македонија и прави паралела и вели ова во мојата држава не може да се случи. И сега јас спрашувам, зошто во Франција тоа не може да се случи, да бидат притворени на таков начин парламентарци без да им се симне имунитетот и луѓе од уметници кои немаат никакво криминално досие и од една прогласени за терористи, а во Македонија може. Па еве ја разликата. Ова што збореше и професорот од социолошки аспект, значи немаме култура. Ја препознав во излагањето на Кони неработање според правила, запишани во законот, непочитување на демократски принципи, отсуство на одговорност и немање на морал. Значи, приказната продолжува што вели Игор. Ние се поврзуваме сега во Германија и во Австрија со некои портали. Денеска ја бите замолил, еве веќе имаме и од странство реакција. Наши луѓе, јавни луѓе ни се приклучуваат и лично мислам дека тоа е и целта, идејата на ова граѓанска активизам на сите нас да ги убедиме. Не, ја не очекувам од други, него да се чуе вистината. Видите, едно од мотото е, значи, за борба за вистината за Македонија не е тероризам, а тоа беше нивната вистина за борба. Нели, они, борејќи се за Македонија, значи, борејќи се да зачуваат унитарност на Македонија, ги доживеја во Македонија да ги прогласиме за терористи. Срамота, јадно, бедно и срамно. Значи, не знам што да кажам. Но, полека гласот се слуша. Емисија дека вербалниот деликт не е деликт, дури за многу посериозни искажани реченици како Шешелј и така натака, нели? Меѓутоа, еве во Македонија се случи тоа, што пак со резерва ќе кажам како именатиот пат, се уште не знаеме обвинението што е, да не па некој доказ имаат, еве ќе видиме. Нема. Нели? Ќе излезе до сега како што стојат работите, дека се работи за вербален деликт. Шпиони и кодоши, до сега ќе излезеш. Да. Видите, тоа се случи во Каталонија. Знаете, референдум во сред Европска унија, мислам. Да. Дури за жал и Европска унија многу бледо реагираше на случувањата и се уште, колку што знам, Пучдемоне во Белгија во закрила. Значи, зошто? Затоа што шпанскиот устав не дозволува таков референдум и отцепување и они веднаш реагираат. За жал, нашиот уставен суд не реагира веднаш кога се случува нешто и затоа имаме сега последица. Гледате како се веднаш ако не реагираат институциите, понатаму друг тек добиваат настаните. Така. Спомена Сотир дека има реакција една од Майкл Спрингман, ако не грешам, така беше името, кој ще поранеше член на Стеј департментот и аналитичар и упатува една загрижувачка порека за Македонија. Ние во некој од наредните емисии комплетно ќе целосно, а сега само една реченица што вели: внимавајте, ви ја кројат капата, така колку што можев да разберам, еве ќе го видам и овде. До сите македонци упатено. До сите македонци, така. Имате вие и минатата емисија, читавме некои подршки од истакнати видни личности од различни фели во Македонија. Најновите писма на поддршка пристигнуваат од ликовниот уметник Коле Манев, напомени Корнети, Ламбер Наудов, Тодор Петров, Ристо Никовски. Ќе прочитаме дел од нив. Уметникот, познатиот уметник Коле Манев вели: древно народно предание вели: ситни преваранти решиле да го ограбат националниот сеф, каде се чуваат монументални национални вредности, како културата, традицијата, името, идентитетот и се што представува историски и творички аблем на еден народ и средина, градени и чувани со столетија. Со намера да ја задоволат собствената алчност, понесоа големи вреки, почнаа да ги полнат со се што ќе им дојдеше при рака од оваа историска и културна оставштина. Се расфрлаа со јазик, со традиција, со песни и библиски записи, не размислувајќи дека таквите вредности имаат своја тежина. Кога се собраа, кога се беше натоварено, при обидот да го подигнат товарот, се уверија сето тоа што го собраа дека не можат ниту да го поместат, а камоли да го изнесат надвор и да го расфрлаат по туги дворови. Останаа да стојат покрај дневните вредности како заробеници на собствената неразумна глупост и алчност за власт. Политичката состојба низ која минува нашата држава наликува на вакво нешто. Секој се решил на вакви чекори, секој што се решил на вакви чекори треба да биде свесен кога тогаш ќе се појави во улога на вечен губитник, бидејќи искористите вредности, историските вредности имаат своја тежина. Ова една интересна ми се виде приказка апропо метафора е ова. Така, апропо ова што вие го говоревте и господинот Константин што го говореше, дека
Никој не може да одлучува во име на народот. Никој не може да се договари и преговара. Има едно кај нас, ние никогаш не сме тврделе, да речеме дека Македонија и незината античка историја и севкупна е само наше, да не го присвојуваме, апсолутно, дури тоа не го наметнуваат, не сме исклучени. Така, затоа е апсурдно кога се зборува за иридентизам. Република Македонија точно јасно разграничува зашто станува збор. И да не навлегуваме, господине Мане, фактот дека не може 1, 2, 3, 5 луѓе, па кои тие не може ни цела генерација, ние не може да решиме за нешто што ние не сме го создале фактички. Точно така. Тоа е неко што е создадено од нашите предци, што е ставено на нашите потомци. Немаме ние такви право, не знам, ни за референдуми, ни за не знам што уште. Дури има некоја апсурдна идеја, слушнав, и таа некако е присутна, дека ние сега ќе го смениме името за да влеземе во институциите, а после ќе си го вратиме. Боже, пази, викам, што све нема да слушнете. Малку аматерски, малку делува. Не само аматерски, не се, воопшто не, изгледа заборавиле. А национални луѓе се тоа. Не, заборавиле што се случува со промената на знамето кога беше членовите уставот, ништо не добива. Што се случи со територијалната поделба пак. Значи, искуството нас ни говори дека не смееме да преземеме никаква никаков чекор врз основа на лажни ветувања. Ја ќе кажам, тоа се лажни ветувања, да речеме додека Европската унија одлучува на овој начин, никогаш нема да можеме да пристапиме заради правото на вето што го има Грција, сега богами и Бугарија. До кога сакаат? Значи вие можете што сакате, ако ни решат дека не треба да има Македонија, нема да влеземе. Нема да влеземе и готово, да. Сега прашањето е дали ние воопшто треба да молиме. Тоа е сега веќе друго прашање, а повеќе насоката за ние да си ги зградиме институциите, да направиме промени што се значени за нас да си го подобриме нашиот живот. Да тргнеме од темелот. Од темелот, да се вратиме за да можеме понатаму, ако ние си тргнеме, гледате како паѓа економијата. Видете за 6 месеци. Гледате сега го нема оној мерач на задолжување. Каде се академијата со мерачот на задолжување? Ќе прсне изгледа веројатно, затоа и го немат. Каде се сега или воздухот сега е чист или дојде животот и така натаму. Па сега тоа не се проблеми. Кога сметува дојде животот и сите оние флоскули кои што ги има и се користеа низ годините, ќе се навратам сутре само подсетиме, Тодор Петров сакам да прочитам тоа што го има напишано. Вели, Светскиот македонски конгрес изразува разочарување од одлуката на Кривичниот совет на Основниот суд Скопје, поступувајќи по предлогот на Основното јавно обвинителство за продолжување на мерката притвор за 29 обвинети за терористичко загрозување на уставот. СМК повикува на итно ослободување на сите притворени за настаните од 27 април и донесување на закон за нивно помилување. СМК истовремено бара итно и безусловно помилување на Едмон Темелко од председателот на Република Македонија. СМК го осудува реваншизмот и политичкиот прогон како начин за пресметка со неистомислениците. Ова го прочитав пред да те прашам. Се простори тоа дека и председателот треба да реагира, дека треба да ја прекине оваа агонија, односно дури некој како на подпив веле еве пак ќе стигне помилување од председателот, други пак веле дека треба да стигне. На кое мислење сте вие? Ајде, Игор, прво, дали сакаш ова да се истера докрај, ако воопшто веруваш дека правно ќе се истера докрај како што треба, нели? Значи не би сакал да претпоставувам у овој момент. Председателот Иванов сум убеден затоа што го познам и како професорот од правниот факултет, дека тој како председател си ги знае сите своји уставни и законски надлежности и овластувања и во едно негово обраќање, мислам дека беше ден-два после приведувањето на луѓето, дури годишниот говор пред собранието, председателот Иванов ја искажа својата загриженост за оваа ситуација. Јас сега од оваа позиција, нели, како дел од семејствата, кога разговарам на оваа тема, викам да ја оставиме политикава на политичариве, да ја оставиме правната работа на адвокативе, а ние да се грижиме по дома колку можеме,
нели да го сочуваме оној мир, Тоа ќе можеме да како го и да се кажеме. заврши оваа работа. Така, тоа ќе можеме да го кажеме кога како она што кажа господин Костадник, имаме Морам да здрави кажем една институции на работа. кои што не можеме да ги... Па не, вака ќе ги осудите однапред. Монструозноста на умовите што ја смисле ова нечовечка, нецивилизирана акција за приведување на сите што се во шутка за 27 април е во тоа што многу исхитрено прерачунале ова кривило е иземено од можноста председателот да го помилува. Јавноста мора да го знае ова. Значи, така мангупски е направено, така шверцерски е направено, ама многу елито. Не можеш да вакви луѓе кои немаат никакво досие, Значи, дури да кои не посака направиле ништо, ти терористи да ги прават. Значи, председателот сега дури да посака овие луѓе не може да ги помилува. Сега да ви кажам, ја го председателот приватно знам од 82 година. Значи, да можеше човекот во прва секунда ќе ги помилуваше. Бидејќи се гледа за кои се работи. Луѓе што немаат врска прво со криминал, не прекршиле, не они немаат за паркирање немаат прекршок немаат. Значи одма во прва секунда ќе ги помилуваше. Намерно е ова направено да не скршат. Затоа македонскиот народ треба малку да се замисли. Што ни се случува? Не само на тие луѓе, на сите ни се случува ова. Верувајте ми, јас и така го доживувам ова. Значи не станува збор овој пат за председателот. Они тоа многу мудро, значи кога треба Заев да биде помилуван, аболициран, тоа функционира, никој не прашува зошто и како тој човек ни дојде за премиер. Тој човек сега е обвинет, апла снимен со пим мерки за корупција, за мито, тој е премиер. Добро, прљава е политиката. Ороспија е политиката. Овие луѓе немаат врска со политиката. Овие луѓе се граѓани на Република Македонија кои протестираа за зачувување на унитарноста на Република Македонија. Ништо не погрешија, бидејќи ако они погрешија и 250.000 кои во критични моменти ни сите градови на Република Македонија се собираа. Луѓето кои нанесуваат телесни повреди, луѓето кои насилство направија, во друга постапка се обвинети и се процесуирани. Овие луѓе немаат врска со вториот спрат на собранието. Сите овие луѓе се наоѓаат во првиот спрат на собранието во пленарна сала. Никого нешто не му нанесува телесна повреда или насилство. Не го пипнаа никако. Да. Како родолюби, ја без да знам, ево Иго на почетокот негде што го кажа за храброста на сопругата, ние ги нарековме родолюби херои. Значи, македонски родолюби херои. Ево, и без да знам и поединечни вакви работи, ние видовме дека тоа се луѓе кои се многу храбри. И затоа сакаме таа храброст, таа одважност да ја вратиме кај граѓаните. И, ете, протестираме на тој начин како што протестираме. Ние нив ги доживуваме, сега морам малку нашите црвено-жолти бои да ги покажам, ја зедовме нивната мисла да светне сонце среде мрак. Тоа не е од нас, од граѓанската иницијатива, од креаторите за заедничка Македонија и го ставивме бидејќи и срцето бидејќи ние као наши срца ги доживуваме, а велиме не им ги прекршувајте човековите права. Ама да не речам понизно ги молиме или гордо ги молиме судските органи и извршната власт. Велиме правдина за овие луѓе, чие срце чукаше, сеќавате ли најголем прекршок под наводници што беше нивни? Туп, си го дадоа срцето на државата, види како им враќа власта во државата. Значи, правдина за нив, правда за истите тие луѓе. Слобода, најбитно е слободата. Значи, овде е најголемата вредност, значи, после животот е слободата. Овде им е ограничена слободата без да направат ниту еден прекршок, а не сакам да зборувам за кривично дело. И на крајот, ова е еден слоган, оние кои се бават со музика многу добро знаат, веднаш ќе знаат што е, исправи се, бори се, за тебе се работи. Ова е обраќање до сите граѓани на Република Македонија, а е слоган од песна на Боб Марли. Големиот, еден од најголемите борци за човекови права. Затоа македонски граѓани исправи се и бори се, бидејќи не се работи само за нашите пријатели во шутка, се работи за секој од нас поединечно. Многу скоро тоа ќе се увериме кога ќе сакат да не оплечкат со името и со идентитетот. Одиме на краток блок реклами и се враќаме назад со завршните зборови.
Назад сме во отвореното студио, на самиот крај сме од емисијата. Еве имаме време колку за завршни зборови. Игор, не знам дали воопшто те прашувам што очекуваш или ајде еве да ти одстапам неколку минути апел до кого би сакал, до институциите, до судиите, до... Јас само едно очекувам и на едно се надевам. Ако нова година ја пречекавме пречутка, очекувам и искрено се надевам со разум и свестост на сите луѓе што се инволвирани во овој процес, зборам за судството, обвинителството, и со Божја помош, мојата сопруга и татковците, мајките, сестрите на сите овие луѓе за еден од двата најголеми празника, Бадник и Божич, да се бидат дома. Тоа е најголемата желба на сите нас од семејството. Да се надеваме дека ќе ја послушаат. Правно, тоа не може да се случи сега. Може. Може да се случи. Ево, додека емисијата оде во етер, судијата на предлог на обвинител може да донесе решение за прекинување на притворот. Може да се случи. Затоа да бидеме на чисто. И мојот оптимизам. Да бидеме на чисто, процесот ќе се тече. Овие луѓе си се... Не станува збор за процесот. Така, ова е мерка за гаранција. Се прекинува и готово. Значи може да се случи. И ја и мислам и ќе се случи многу скоро. Така, ќе ни дојде ли, господине Миновски, памет, ако веќе имаме демократијата, да ја практикуваме, бидејќи ние сега демократијата не ја практикуваме. Сами ние дозволивме да бидеме политички подделено, партизирано општество и се да гледаме низ призмата на политика или си со едните или си со другите. Па така, тоа ни се случи дали заради најмногу ќе речат, нели, заради некоја безволност или повеќе разочараност, некој ќе каже. Обично такви има состојби после големи војни, да речеме, после Втората светска војна. Таква рамнодушност има, да речеме, забележана е во... Има еден автор во Леман во САД, таков еден пример дава. Меѓутоа, кај нас велам, тоа е акумулирано од целиот овој процес на транзиција, од процесот на приватизација. Имавме период со по 400.000 невработени. Ние денеска, не заборавете, имаме околу 25% невработени, претежно млади луѓе. Значи, дебело сме сгрешиле во овој период на транзиција на општеството од социјализам, да речеме, во капитализам. Така е најприкладно. И при тоа не само што не се доизградени нити институциите, не дури и полека имаме некои процеси на деградација, гледате, и во здравствениот систем, во образовниот систем. Секаде се уват проблеми и колку и да имаме обиди, некакви реформи, нели, постојано сме во некои реформи кои што гледаме се помалку се успешни, се повеќе. И сега од каде точно треба да се направи тој рестарт за да можеме да ставиме на здрави основи, да се знае дека треба самите да се почитуваме најмногу, такова што истакна и Сотир, слободата е императив, еднаквоста, главни императиви се во општеството и не треба да дозволуваме системот да не меле, да речеме, или некои делови или глоби групи или што и да се во име на институциите. И тука тоа е предноста на демократијата, нешто што уште и Токвил го забележал во Америка, тоа е здружувањето за интереси. Здружувањето на луѓето кои ќе се најдат во таква ситуација. Знаете, еден човек, тоа е веќе лична, приватна работа. Тој тешко може да излезе сам. И тоа е оно што се покажа овие години, да се избори за права. Затоа што не ни функционира ни омбудсманот, сега го спомна во случајов, меѓутоа он има многу да реагират и претходно. Ама ги немаше тие реакции, нели, ако си во морот, лесно да ти степаат, ако си тука не треба да се реагира. Да не бегаме од темава. Кога системот
она замолчува на некој начин, се оттуѓува, почнува да биде како оној Хопсов Левијатан, чудовиште со морското чудовиште кое станува закана за по ова некој чудовиште го прави на овие луѓе. Тогаш веќе ние мора да се граѓаните да се организираат и да се борат, значи со тоа чудовиште, со тој систем. Само така може да се контролира, затоа што реков грешките се направени, институционални контроли тешко може да речеме судството да совеста гледаме она што е оставено на етиката, тоа не функционира очигледно и затоа може и вакви абсурдни обвиненија да се уништуваат судбини. Ја пак ќе спомнам да се работи за убивање на идејата, за борење за неменување на името. Да се замисли човек дали за протестирање повеќе јазичноста и така да тоа е. Па нема да се работи за точно тоа се сака се целта да се постигне тоа дека ако нешто се случи не треба се јавие пак на улица ќе ве најде ова. Меѓутоа треба да знаат дека сега формите ќе се променат на реакција. Дека нема луѓето, видите, огромен процент на луѓето што не сака да се промени името. Се сака да се зачува државата, нема друга, нема што да правиме. Ќе видиме како ќе се одвигаат работите. Тоа ќе видиме, не знаеме. Јас се надевам, само можам да кажам дека искрено се надевам дека желбата на Југор и на останатите семејства ќе се исполни до Божи ко овие луѓе да бидат дома, па после судовите нека си ја тераат работата како знаат и умеат, ќе видиме што се. Може ли да најавиме за следната емисија детална анализа на говорите на Богдан Иливски и останатите и да видиме што тероризам направиле тие? Така, што имаше терористички во нивните говори, зборуваме за јавните говори, така, за тие. Исто така ни останавме должни да прочитаме уште неколку писма на поддршка кои што се веќе испратени. Вие останувате да пишувате писма до амбасадори, до меѓународни заедници и така натака, до институции, до сите. Се гледаме во наредните емисии, значи со цел да информираме јавноста за што станува збор при овој случај. Повели. Може само јас да ја честитам новата година на сите граѓани на Македонија, на вашите гледачи особено и да посакам ова борба за зачувување на името и на уставниот проект да не престане, да не заврши со овој случај на обвинети. Да остане пркосот кај граѓаните за секогаш кога е нешто за нивен интерес. Ви благодарам за гостувањето вечерва во емисијата. Игор, ти благодарам и тебе. Остануваме да говориме за оваа тема, како што најавме со господинот Сотир Костов и понатаму, во очекување и правно да ги разглобиме обвиненијата по ова, ќе ги видиме. Се уште не сме ги виделе. Ви благодарам што бевте вам, драги гледачи, овие час и половина со отвореното студио. Останете на фреквенцијата на телевизија Нова.